Добре дојдовте во урбаните вести. Жителите на Бутел уште долго ќе се борат со сообраќајниот метеж кај кружниот тек во Бутел. Ова е само куса најава за вестите кои следуваат во продолжение. Останете со нас. Сообраќајниот метеж во Бутел останува се додека не се најде решение за дислокација на водоводната мрежа. Со испраќање фотографија на Вибер на 078 484 265 пријави комунален проблем во општина Газибаба. Писатели на 70-тите со своите стихови ја збогатија литературната манифестација Илинден. Долги листи на чекање за упис во градинка. Проблем со дислокација на водоводната мрежа е пречка за довршување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, поради кој секојдневно кај кружниот тек во Бутел се прави сообраќаен метеж со километарски колони. А револтот кај граѓаните е се поголем, затоа што со месеци ова се случува, а градежни работи на терен нема. Од град Скопје вела дека проблемот е во тоа што во наследениот проект не била предвидена дислокација на водоводната мрежа. Па градски водовод работи на изнаоѓање решение затоа што проектантот не сака да соработува со градот. Иако според најавите на претходната локална власт дека изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош требаше да заврши до крајот на минатата година, градежните работи се прекинати, а револтот кај граѓаните е се поголем поради метежот во сообраќајот кој се прави кај кружниот тек во Бутел, како единствено поврзување на општината со центарот на градот. Градоначалникот на град Скопје Петр Шелегов за закочената изградба на булеварот го посочи сериозниот проблем со водоводната инсталација. Односно во проектот кој го наследиле од претходното раководство, не била предвидена дислокацијата на водоводната инсталација на потегот каде што се одвиваа градежните активности во завршната фаза, пошто требаше овој булевар да се поврзе со Скопската обиколница и да се добие нова сообраќајна алтернатива за десетици илјади граѓани. Шелегов посочи додека технички не се надмине проблемот, не може да се продолжи со градежни работи, а проектантот не сака да соработува со градот. Па затоа јавното предпријатие Водовод и канализација работи на изнаоѓање решение за проблемот, за да не се доведе во опасност водоснабдувањето за жителите од овој дел на општината. Кај Христијан Тодоровски Карпош станува збор за сериозен проблем затоа што не била предвидена и не била испроектирана водоводната инсталација, односно дислоцирање на водоводната инсталација која што се наоѓа на потегот каде што во моментов се одвиваат градежните работи. Тоа е проект кој што јас го наследив како градоначалник. Проектантот е недостапен. Не знаеме кој го, мислам, жената што го има проектирано е некомуникативна и не сака да соработува со градот. Градски водовод работи на изнаоѓање на техничко решение на проблемот, додека не се надмине прашањето техничко со водовод, не можете да продолжите со градежните активности. Мене ми е жал што градежните активности се започнати без да бидат предвидени или без да бидат отстранети овој тип на проблеми. Очекувам дека во наредниот период ќе биде надминат тој проблем со водоводот, со цел да може да се довршат градежните активности на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Во меѓувреме, додека трае оваа агонија со изградбата на булеварот, граѓаните од оваа општина секојдневно се заглавуваат во сообраќајниот метеж и револтирани затоа што не добиваат одговор од надлежните, се обидуваат сами да истражат каде е проблемот и преку социјалните мрежи да побараат помош и мислење од градоначалниците на град Скопје и општина Бутел. Тие, поради километарските колони во сообраќајот кои се создаваат во утринските и попладневните часови, бараат од градоначалникот на општина Бутел да го отстрани песокот кој го блокира патот и да се овозможи возилата да се движат по тампон околу 30 метри, кој потоа продолжува со новата делница на булеварот кој завршува и се спојува во Бутел 1 на улицата Натанаил Кучевички, од каде слободно може да се продолжи во било која насока кон Радишани или Бутел, а во спротивно само иницијативно 10-20 луѓе ќе го отстранат песокот и ќе се направи патот проводен за сите кои сакаат да возат по тампон 30 метри. Одговор на објавата на социјалните мрежи даде и градоначалникот на Бутел Велимир Смилевски, кој вели дека е сигурен дека за многу брзо време ќе биде пуштен булеварот до улицата Натанаил Кучевички. Проектот за булеварското решение е на градот Скопје.
Од градот Скопје вела дека не може да се затвори градежната целина, бидејќи во тој дел не може во моментов да се изведуваат градежни инсталации, бидејќи ќе се доведе во сериозна опасност водоснабдувањето на граѓаните на тој дел од градот. И очекуваат дека во наредниот период ќе биде надминат тој проблем со водоводот, со цел да се довршат градежните активности на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Со цел поефикасно решавање на комуналните проблеми во општина Газибаба, јавното комунално предпријатие Газибаба активираше Вибер линија за пријавување проблеми со фотографија, а екипите ќе одговорат во најкус можен рок. Од општината информираа дека започнува голема екоакција за расчистување на малите диви депонии, подигнување на електронски отпад, како и подигнување на било каков мебел и стара облека од целата територија на општина Газибаба. Јавното комунално предпријатие Газибаба во соработка со Нула отпад и Црвен крст Газибаба, а со поддршка од општина Газибаба, започнува голема екоакција за расчистување на малите диви депонии, подигнување на електронскиот отпад, како и подигнување на било каков мебел и стара облека на цела територија на општина Газибаба. За таа цел од општината и од јавното комунално предпријатие ги повикуваат жителите на општина Газибаба да пријават било каков проблем, а екипите ќе одговорат во најбрз можен рок. За таа цел активирана и Вибер линија на која со испраќање фотографија и локација ќе може проблемот да се посочи и побрзо да се реагира од страна на екипите на јавното комунално предпријатие Газибаба. Бројот на кој преку Вибер, SMS порака или телефонски повик може да пријавите некаков комунален проблем е 078 484 265. Од општината истакнуваат дека доколку мебелот е сочуван, истиот може да се донира во некое семејство преку Црвен крст на Газибаба. Исто така по набавката на јавното комунално предпријатие Газибаба на новиот телескоп, машинка за кастрење гранки, започнато е решавањето на поголем дел од барањата на граѓаните, односно се кастрат посочените гранки кои представуваа проблем на граѓаните од општината. Во населеното место Кадино во општина Илинден се гради систем за зафаќање и одведување на атмосферските води. Со цел да се реши проблемот со високото ниво на подземните води и можноста од поплавување на куќите и имотите, што го има околу 300 жители од ова населено место. Во рамките на реализацијата на еден од приоритетните проекти на општина Илинден, изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води, во текот на овој месец во населеното место Кадино, изградена е атмосферска канализација во должина од 215 метри, со поставување бетонски цевкасти пропусти, со цел зафаќање и одведување на атмосферските води од централниот дел на ова населено место, како и заштита на патната инфраструктура. Со реализацијата на овој проект се опфатени улиците 7, 8 и улицата 10, со што е извршено одводнување на површина од 96.000 метри квадратни. Со ова е даден голем придонес во решавањето на проблемот со високото ниво на подземните води и можноста од поплавување на куќите и имотите, што го има околу 300 жители од ова населено место. Поради рамничарскиот терен на кој што се наоѓа општината, подложен на покачување на нивото на подземните води, интензивно и континуирано се работи на одржување на главните, секундарните и терцијалните одводни канали, со кои се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води. Веле Смилевски, Евтим Клетников, Санде Стојчевски и Славе Ѓорго Димовски се писателите на 70-тите, кои со своите стихови ја збогатија литературната манифестација Илинден 2018. Овие писатели со нивните дела оставија траен белег во македонската литература. Книжевна средба со поетите на 70-тите години се одржа синоќа во Домот на култура Илинден, во рамки на 19-тата литературна манифестација на која учествуваа поетите Веле Смилевски, Евтим Клетников, Санде Стојчевски и Славе Ѓорго Димовски, кои се представија со избор на стихови од нивното богато творештво. Нивните поетски дела заземаат значајно место во современата македонска литература и со своите дела вметнаа високи естетски вредности и оставија траен белег во македонската литература. Веле Смилевски, еден од писателите на 70-тите, истакна дека овие писатели оставиле силен печат врз современата македонска литература, а доаѓа и нов силен бран на овие автори,
на кои според него им треба да имаат свои критичари, како што секоја генерација си има свои критичари. Смилевски за литературната манифестација истакна дека се вбројува меѓу најзначајните литературни манифестации во Македонија. Од денешен аспект, после неколку децении создавање на оваа генерација, да успеа да се вгради во вистинските вредности на македонската поезија оваа манифестација. Можам слободно да кажам, како што тоа беше речено и синоќа, се бројува меѓу најзначајните манифестации литературни и културни во земјата. Еден, не би рекол јас, рурален дел на Македонија. Ова е значи еден урбан простор, еден илиден кој што има таков подем не само на планот на културата, туку на планот на економијата, во сите сфери на своето живење. Многу е важно што една културна манифестација придава на сите тие успеси на општината една така важна компонента со која сите ние можеме само да се гордееме. Книжевната средба ја отвори Раде Силјан, кој зборуваше за местото и улогата на поезијата во 70-тите години од 20-тиот век, како и за творештвото на учесниците на книжевната средба. Тој посочи дека ова се автори со голем творечки опус, добитници на бројни награди и признанија, а нивните дела се преведени на повеќе странски јазици и застапени се скоро во сите антологии на македонската поезија. Генерацијата на 70-тите внесе вистинско освежување во современите текови на македонската литература. Утре во период од 11 до 15 часот во општина Киселавода ќе се спроведе крводарителна акција под мотото "Вашата крв спасува живот". Од општината упатуваат апел до сите жители да дојдат во големата сала и со својата крв да спасат нечиј живот. Под мотото "Вашата крв спасува живот", утре во големата сала на општина Киселавода ќе се одржи крводарителска акција. Крводарителската акција во организација на општина Киселавода заедно со општинската организација на Црвен крст Киселавода во соработка со Заводот за трансфузиологија Скопје. Акцијата ќе се спроведува во период од 11 до 15 часот. Општина Киселавода ги повикува сите заинтересирани хумани луѓе да се вклучат во оваа акција, да даруваат крв и да спасат нечиј живот. Во неа ќе учествуваат и представници на општинската администрација и членови на сите местни и урбани заедници од општината. Долги листи на чекање за упис на деца во градинка, како и надминување на капацитетот на групите за над 50% е долгогодишниот проблем со кој се соочуваат и родителите и градинките. Со промената на локалната и централната власт во повеќето општини во Скопје е најавена изградба на нови градинки и проширување на постојните капацитети. Во тек е уписот за прием на деца во детските градинки, но младите родители се соочуваат со проблем за упис во градинка и неретко за нивните деца за да бидат згрижени чекаат и по една година. Проблемот се јавува поради недоволниот број градинки или нивните мали капацитети. Тој може да биде надминат со проширување на постојните капацитети, но и изградба на нови. На територија на Скопје функционираат 17 јавни установи за деца, а листи на чекање има во речиси сите општини. Од општина Киселавода на листа на чекање се речиси 900 деца. Има две јавни детски градинки, Весели цветови и 8 март, со по 6 објекти. Во Весели цветови се згрижени 1070 деца, а бројот на листа на кои чекаат да се запишат е 268. Во градинката 8 март вкупно се запишани 1194 деца, а на листа на чекање се 599 деца, информираат од општина Киселавода. Освен листите на чекање, групите во градинките се многубројни и капацитетот и нормативот е надминат за 50%. Во рамките на својата програма предвидено е општината да изгради нови објекти за градинки. Во општина Аеродром велат дека има 40 деца на листа на чекање, а на нејзина територија функционираат две градинки со по 5 или 6 клона.
Од општината информираат дека во градинката Срничка моментално нема листи на чекање, додека во Буба Мара во моментов има 40 деца на листа на чекање. Во оваа општина предвидено е да се изградат нови градинки, бидејќи општина Аеродром е млада населба со голем број на брачни парови. Родителите велат дека голем број од нив поднесуваат документи уште кога мајките се на породилно отсуство. Загрижувачка е состојбата со листа на чекање и во општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски за Прва Скопска информираше дека наскоро ќе започне изградбата на нови и проширување на постојните капацитети. Од објективните причини би можел да кажам дека општина Газибаба располага со капацитет да ги приме дечињата кои што се во рамките на својата општина. За илустрација, во градинката Морковче, кој што е со капацитет од 75 дечиња, половина од нив од 0 до 3 години се од општините Петровец и Линден, каде што немаат услови и од тие причини нивните дечиња се веќе на територија на општина Газибаба и се сместени. Како пример, истото тоа се и во другите детски градини, каде што капацитетот на соседните наши општини не се во можност тоа да го направиме. Во моментот листата некаде преку 400. Општина Газибаба во план во ова година има зацртано, значи доградба на нова комплетирана уште една воспитална во градинката во Морковче, дневниот центар кој што е во Железарак со капацитет од 75 дечиња да го природи во нов дневен центар со тоа што веќе ќе имаме оспособени простори за плюс 75 и новата градинка во Стајковци кој што ја најавуваме во изградба и планираме во рамките на ова година да ја завршиме и ако се биде во ред, значи некаде наредната година ќе биде во полн капацитет и она за сместување на дечињата. Паралелно со овие три градини кои што ги најавивме, во план е градинка кој што треба да се направи во Трубарево, во пожарениот дом на пензионерите. Дополнително имаме во план во селото Сингелич, во делот на старото училиште, во Кераминица и со тоа мислам дека ќе комплетираме бројка некаде преку 400, каде што е во момент ние бројката кој што ни е потребно за да имаме буквално да речам комплетно решавање и изгрижување на децата во градинките. На територија на општина Бутел функционира градинката 11 октомври со 6 клона, каде се запишани околу 980 дечиња. Директорката Луција Кировска-Стефановска не информираше дека овде нема листи на чекање. Во овој момент ги опфаќаме сите деца кои што имале барање за упис во градинка. Листа на чекање немаме, но затоа уписот е во тек и голем е бројот на децата кои што ќе се запишат во градинка. Во план на општината Бутел е проширување на капацитетите на градинката со отварање на друг уште еден објект, бидејќи со зголемувањето на наталитетот на оваа територија, потребата за згрижување на децата е се поголема. Во општина Карпош функционираат 10 градинки со згрижени 1994 деца, а листа на чекање нема, велат од општина Карпош. Во тек е изградба на нова детска градинка во населеното место Бардовци, а се гради и нов објект, доградба во Тафталиџе 2, придружен на матичниот објект Мајски цвет, а до година ќе се гради комплетно нова градинка во Тафталиџе 1. Со најавените изградби на нови и проширување на постоичките капацитети, да се надеваме дека ќе се надминат долгометражните листи на чекање, бидејќи од голема важност е детето да посетува градинка. Со тоа се зголемува неговата социјализација и надградбата на психофизичкиот развој. Стари и ретки книги за македонскиот јазик одсега се достапни на веб страната на Дигиталниот архив на македонскиот јазик. Македонската граматика на Круме Кепески, македонскиот правопис на Блаже Конески и Крум Тошев, за македонските работи на Мисирков се само дел од книгите кои може да се најдат на Дигиталниот архив.
Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при МАНУ промовираше веб страница на дигиталниот архив на македонскиот јазик, што е подготвуван во изминатите 10 години. Во дигитална форма се објавени 50 на стари и поважни ретки книги за македонскиот јазик, граматики, правописи, споредбени студии, монографии, дијалектни материјали. Тука е македонската граматика на Круме Кепески од 1946 и македонскиот правопис на Блаже Конески и Крум Тошев од 1950 година, за македонските работи на Мисирков од 1903, абецедарот објавен во Атина во 1925 година. Најстарата дигитализирана книга во овој архив е речник од 3 јазика од Ѓорги Пулевски од 1875 година. Меѓу постарите изданија од крајот на 19 век се и трудовите на странските слависти кои го проучувале македонскиот јазик: Ватрослав Облак, Леонард Мазинг и Вјечислав Малицки. Се поголемиот број обврски младите родители ги става во искушение вниманието кое децата го бараат од нив, да им го надоместат со вклучени цртани филмови на некој електронски уред. Дефектолозите ги осудуваат ваквите постапки на родителите, сметајки дека се граничат со занемарување на детето, а резултатот од ваквите навики е задоцнет говор кој не се појавува дури ни по третата година. Брзото темпо на живот во комбинација со модерната технологија често пати знаат да предизвикаат несакани ефекти во секојдневното функционирање. Паметните телефони, компјутерите и таблетите се почесто се замена за играчките на децата, уште од нивна најмала возраст, што пак неретко значи намалена говорна функција кај децата, проблем кој се превлекува и по третиот роден ден. Дефектологот Ана Петраска од Интеракција Плюс вели дека се поголем е бројот на деца кои имаат многу мал фонд на зборови, дури и по третата година од животот, што според неа е последица на се пореткото читање сликовници и раскажување приказни, за сметка на цртаните филмови кои не придонесуваат за развој на говорните функции кај децата. Ги прашавме и граѓаните што мислат за користењето на паметните телефони уште од најмала возраст и се уверивме дека се запознати со негативните последици од употребата на истите, но сепак им дозволуваат и на нивните деца и внуци да ги користат, со цел да завршат некоја домашна обврска. Дали е во ред децата уште од најмала возраст да гледаат цртани на телефон, на компјутер? Не сум присталица на тоа. Мада и моите внуци гледаат, ама не сум присталица. Гледам дека сте со внуче, како го анимирате дома, како го занимавате? Му давате ли да гледа цртани? Да. Дека е во ред да се гледаат цртани на телефон, таблет, дали сметате дека е тоа правилен начин на развој кај децата? Не е правилен начин. Гледа ли малата цртани? Па гледа. Нема што да прави, мора да гледа. А од многу мала почна да гледа цртани? Не, сега. Добро. Дали сметате дека е добро да се гледаат цртани уште од најмала возраст, да се користат? Не. Фондот на зборови кои децата треба да го имаат развиено во периодот од 2-та до 3-та година е најмалку 50, но не сметајќи ги зборовите, мама, тато и најблиските членови на семејството. Еден од најдобрите и најпрепорачливи методи е посета на детска градинка, каде што детето има можност за постојана социјална интеракција со врсници и учење на говорот. За да се потврди дали детето има проблем во изучувањето на говорот, Петраска вели дека потребно е да се посети дефектолог, при што ќе се направи контролен преглед и ќе се дадат упатства за понатамошен третман доколку е потребен. Здруженијето Интеракција Плюс до 5 јуни овозможува бесплатни логопедски прегледи за сите деца. Делови од повеќе скопски општини утре во одредени периоди од денот ќе останат без електрична енергија. Прекините ќе бидат поради изведување планирани технички зафати во електродистрибутивната мрежа. Корисниците од село Кондово утре од 8:30 до 10:30 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 14 часот без струја ќе бидат и дел од корисниците од село Долно Куњари, а од 9 до 9:30 дел од корисниците покрај улицата Ангел Динев и корисниците од улицата Клеонец број 3А во општина Ѓорче Петров. Во период од 9 до 15 часот без напојување со електрична енергија ќе бидат и корисниците од улицата Никола Русински број 12, влез 1 и 2 во општина Карпош, а од 5 до 9 часот корисниците покрај булевар Борис Трајковски на Подуличка и крак 22 и од населбата Усие во општина Кисела Вода.
Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на Ева на Македонија. Утре во поголем дел од земјава времето ќе биде стабилно, а во југозападните делови попладне е можна појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. Сабота ќе биде променливо облачно со локален пороен дожд и грмежи, особено предпладне. И во наредните денови попладне ќе има локален пороен дожд и грмежи. Во Скопје времето утре ќе биде облачно со повремени сончеви периоди и температура до 26 степени. В сабота температурата ќе достигне 25 степени, недела 29 и понеделник 27 степени. Тука е крајот на урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна и на нашата Facebook страна. Имајте пријатна вечер.